Криволак е тренинг центар на македонската армија, меѓутоа задоволна сум од фактот што во изминатиот период особено тој се користи од страна на армиите на сојузничките земји и на нашите партнери, и тоа се должи пред се на одличните услови, на теренските услови кои ги има Криволак, меѓутоа се разбира и на капацитетите кои се изградени и во кои во континуитет инвестираме заедно со нашите партнери. Минатата година за само 6 месеци одржани се 10 повеќе дневни вежбовни активности на сојузничките армии и на партнерите од НАТО, а нашата армија се разбира секој месец по неколку пати во текот на месецот ги извршува своите редовни вежбовни активности, меѓутоа и обуките за нашите припадници. Ова покажува дека секоја инвестиција која што е направена во тренинг центарот Криволак е оправдана, и за тоа сакам особена благодарност да изразам и до нашите партнери. Сојузништвото всушност е токму и тоа, грижа и поддршка едни со други. Амбасадорке Агилер, вам, на тимот во амбасадата, на тимот во канцеларијата за поддршка на Министерството за одбрана и армијата, би сакала да ви се заблагодарам, се разбира и на Соединетите Американски држави за дополнителните финансиски одобрени финансиски средства од 31 милион долари, кои што заедно со претходно одобрените представуваат вкупно 137 милиони американски долари само за една година финансиска поддршка кои што се наменати за проектите на македонската армија и Министерството за одбрана. Или за споредба тоа представува речиси половина од буџетот на Министерството за одбрана и на армијата. Се разбира дека подеднакво важна за нас е и поддршката која што ја добиваме преку ваков тип на изведување на вежбовни активности, кои многу често ги изведуваме и заедно или само со логистичка поддршка на македонската армија, преку која што всушност ги јакнеме и на тој начин капацитетите на нашата армија. Ви благодарам. Добар ден уште еднаш на сите. Јас навистина ми е многу мило што сум тука со министерката Петровска повторно, и би сакала да изразам мојата благодарност до Република Северна Македонија што се уште еднаш домаќини на една изворедна обука. Јас сум сигурна дека и генералот Боџичевиќ ќе се сложи со мене дека овие капацитети за обука и овој ресурс што ги имате на полигонот Криволак е навистина од клучно значење и представува место за обука од светска класа, и е уште еден доказ дека Министерството за одбрана посветено работи на уште поголемо инвестирање и развој на овој капацитет. Предностите кои што армијата на САД ги добива од еден ваков вид на настани и обуки има навистина клучно значење, и го зголемува нивото на подготвеност, како што можевме да видиме и на брифингот пред малку. И ваквиот тип на обуки исто така ја покажуваат и ја потврдуваат силата на соработката и партнерството помеѓу САД и Република Северна Македонија. Денес беа Black Hawk хеликоптерите, претходно беа F-18 Hornets. Ние продолжуваме да работиме заедно за уште поголемо развивање на овој полигон, со што се зајакнува безбедноста, се промовира интероперативноста и се зголемува, интензивира нашата соработка. Ќе продолжиме со овој тренд на соработка и развој за да можеме заеднички да го користиме овој полигон и неговите капацитети за заеднички обуки во иднина. Ви благодарам. Би сакала да изразам специјална благодарност до мажите и жените на војската на САД што ми овозможува, како што велите вие, да влезам во хеликоптерот и да видам лично што е тоа што вие го работите. И би сакала уште еднаш да се заблагодарам на министерката Петровска што ни овозможува оваа шанса да работиме заедно и на тој начин да го одржуваме нивото на подготвеност на нашата војска.